Македонските институции се слепи и глуви. Никаква реакција за иредентизмот и промовирањето на територијални претензии, ширењето бугарска пропаганда, како и дискредитирањето на македонски граѓани и политичари од страна на бугарското здружение наречено Фондација Македонија, предводена од бугаринот Виктор Стојанов. И додека тие недвосмислено повикуваат на уривање на македонскиот уставен поредок, се уште е нејасно дали нашите институции ова не го забележуваат, го игнорираат или едноставно не работат на заштита на државата и на државните интереси. Нашите институции молчат не само за активностите на Фондација Македонија, туку и за низата други провокации кои доаѓаат од Бугарија. Поранешниот бугарски министер за одбрана Красимир Каракачанов, кој својата политичка кариера ја изгради со македонското прашање, пред неколку години се закануваше дека ќе испрати тенкови во Македонија за да ги струши спомен таблите каде што се споменува бугарскиот фашистички окупатор. И европратеникот Ангел Џамбаски најавуваше дека нема да постојат граници помеѓу Македонија и Бугарија, пак е било отворено од Охрид до Црно море, оти од двете страни живеела една нација. Нема реакција ниту за бугарската пропаганда на каналот БНТ 4 кој здрачи во Македонија, а кој пласира програма со преиначена историја, го негира постоењето на македонскиот народ, ги преименува македонските градови, а македонските револуционери ги представува како бугари. Нема реакција ни за отворањето на бугарските клубови со спорни имиња како Ванчо Михајлов и Цар Борис III. Единствено по серијата прилози на ТВ Алфа и огромниот притисок од јавноста, обвинителството реши да ги испита наводите за нивната регистрација и функционирање. Од друга страна, Бугарија не пропушта прилика да реагира и да испрати протестна нота и за најбаналните работи кои немаат никаква врска со правата на малцинствата во Македонија. Изминативе 2 години македонскиот амбасадор беше редовен гостин во бугарското МНР. Му се укажуваше за се и се што. Од реакциите во јавноста за минатогодишниот представник на Евровизија Васил Гавралиев до транспаренти истакнати на фудбалски надпревари, па се доисфиркување на бугарските представници на чествувањето на гробот на Гоце Делчев среде Скопје.